Македонските компании мора да се дигитализираат за да ја зголемат конкурентноста на пазарот. На тој начин ќе имаат можност многу полесно да се позиционираат не само на домашниот, туку и на странските пазари. За полесна трансформација тие имаат можност да ја искористат и поддршката што ја нуди Фондот за иновации и технолошки развој во партнерство со швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост. За таа цел веќе е објавен и повик со вкупен буџет од 300.000 евра за кој може да аплицираат компании од туристичкиот и земјоделско-прехранбениот сектор. Освен што ќе овозможи зголемување на иновативноста и конкурентноста на предпријатијата, воведувањето на дигитални решенија треба да придонесат и за дигитална трансформација во нивното работење. Предизвикот со дигитална трансформација до иновација има за цел да овозможи зајакнување на капацитетите на дигиталните иновацијски хабови како дел од екосистемот неопходен за понатамошна дигитална трансформација. За финансирање на проекти во рамките на овој јавен повик обезбеден е вкупен буџет од 18.450.000 денари. Од вкупниот буџет на предизвикот, фондот обезбедува финансиски средства во износ од 12.300.000 денари. Остатокот од финансиските средства го обезбедува програмата за зголемување на пазарната вработливост на Швајцарската агенција за развој и соработка и Innovate DIH. Доколку надпреварувачот е средно предпријатие, согласно критериумите за подобност за поединечен предлог проект, фондот во соработка со програмата ИМЕ обезбедува финансирање до 50% од вкупниот буџет за проектот во максимален износ од 1.845.000 денари. Од страна на надпреварувачот треба да бидат обезбедени минимум 50% од вкупниот буџет на проектот. Доколку надпреварувачот е мало или микро предпријатие, согласно критериумите за подобност за поединечен предлог проект, фондот во соработка со програмата ИМЕ обезбедува финансирање до 70% од вкупниот буџет за проектот во максимален износ од 1.845.000 денари. Од страна на надпреварувачот треба да бидат обезбедени минимум 30% од вкупниот буџет на проектот. Доколку нема доволно квалитетни предлог проекти или не се исполнети условите за финансирање, фондот го задржува правото да не додели финансиски средства. За подобро информирање на заинтересираните компании во повеќе градови низ државата, веќе се организираат и инфосесии. Рокот за аплицирање на јавниот повик е до 20 март годинава.